Почитувани медии, почитувани граѓани, на почетокот да ја искажам огромната благодарност од мене лично и од целиот тим до сите оние граѓани кои го дадоа својот глас и целосна подршка на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата Сојузот за едината. Но исто така да им одадеме огромно признание на сите кочанци кои го дадоа својот глас за опозицијата и со тоа се изложија на сите ризици и ја искажаа својата храброст и не дозволија да им се фалсификува, да им биде подкупен или со закани и притисоци им биде украден нивниот глас. Знаевме дека во Кочани ќе имаме мирни избори. Така се подготвувавме, така ги испроведовме. Меѓутоа, не знаевме зошто толку полицајци, зошто толку алфи и инспектори донесени од страна, од Скопје, Велес, Штип, Провиштип, Виница, беа присутни овде во Кочани во недела на вториот круг од гласањето. Околу 13-14 часот ни стана се јасно, откога увидовме дека сите тие полициски снаги, заедно со правенците од ДПМНЕ, беа на постојани заеднички консултации и постојано заедно во исти возила се возеа од место до место, од избирачко место до избирачко место во текот на целиот ден. И така, на неотворените гласачки кутии, раното, уште пред да биде завршено гласањето, тие ги објавија резултатите секако во нивна корист. За нас, овие избори не беа ниту фер, ниту слободни, ниту демократски, а со тоа се и нелегитимни. Пораката до граѓаните од општина Кочани е дека Социјалдемократскиот сојуз во Кочани, коалицијата од Сојузот за едината во Кочани, во неделата на вториот круг не беа поразени. Поразени во Кочани во неделата беа правенците од ДПМНЕ и реизбраниот градоначалник, кои после 7 години владење успееја да ја донесат целата влада во Кочани, начело со премиерот, со сите министри, со сите полицајци, со целото судство, овде и по кој знае кој пат да ги излажат кочанци дека ќе им ги оствариле делата оние кои биле ветени, а ги заборавиле да ги реализираат. Почитувани сограѓани, јас, овој тим, мојата партија и сите од коалицијата Сојузот за едината, битката против оваа диктатура ќе ја продолжиме со истиот елан, со истиот жар, волја и со истата решителност. Меѓутоа, сакаме да кажеме дека ваквиот режим, ваква власт, невидена досега во овој плурализам од 20 на години, не може да ја струши ниту една партија, ниту било која поширока коалиција. Единствено само може да ја струши ваквата диктатура и власт само обединетиот народ, кој ја бара и ќе ја бара иднината во својата демократија. Ние сме тука. Секој граѓанин од општина Кочани кој нема да биде задоволен од понатамошните збиднувања, од понатамошните текови во животот, од сето она што го изрази оваа власт, што го вети и што го секој граѓанин кој го дал гласот за нив и очекува нешто од нив, ние ќе го чекаме. Заедно да се спротивставиме и заедно да ја струшиме оваа диктатура и на лагите, уцените, заканите и лажите ветувања да им дојде крајот. Почитувани граѓани, вие сте на потек. Ние остануваме со вас до крај. Благодарам. Ако нема нешто прашање, или ако има? Повели. Првиот круг, идето беше дека у градот сите избирачки места водеше току Милјанов. Меѓутоа, синоќа резултатите беа сосема други. Што го оправдувате за 2 седмици тој преократ? Првиот круг беше 600 гласа, втори круг 2020 гласа. Значи вака, оправдување нема да бараме, затоа што ние гласовите, бројката на гласови од првиот круг во целосно ја задржавме.
Значи не успеавме да ја намалиме или не успеавме ниту драстично да ја зголемиме. Она што се случуваше деновите, 3-4 дена, па и денот пред изборите и на самиот ден на изборите, она силно полициско обкружување, она и силен полициски час во неделата, полициски ден или не знам како да го наречам, во режија на оваа власт, си го донесе своето. Луѓето едноставно се плашија, оние кои беа слободни, кои беа спремни во вториот круг од гласањето да ги дадат своите гласови за нас, за мене како градоначелник и за коалицијата Сојуз за еднината, буквално беа под тие притисоци оневозможени самоволно, доброволно да гласаат за она што се определиле. Затоа ние сме им благодарни на сите граѓани, како што рековме, кои успеја да се додржат, да го додржат своето достоинство и слободоумно да одлучуваат за својот глас. Меѓутоа, резултатот од сите тие притисоци не е резултат само во Кочани. Тој резултат, како што гледаме и анализираме, е во сите градови каде што имаше втор круг. Тоа е нешто погумна политика. Тоа е нешто што не смее да се случува во една демократска држава како што е Република Македонија овие 20 години. Значи нешто што требаше да напредува во смисло демократијата, ние сме сведоци дека тоа се назадува и се враќаме можеби 20 30 или 50 години наназад. Ние не сме демократска држава, ние сме една режимска држава која е контролирана од група на луѓе, а која има силна поддршка во полицијата и сите државни институции кои треба да бидат растретени од политичките настани, туку да бидат во улога на граѓаните. Ако нема ништо,